13 години поред ова се денови кога сеќавањата на големиот актер Игор Маџиров се најсилни. Утре се заокружуваат 13 години од смртта на омилениот меѓу најмалите, по многу нешта единствениот меѓу колегите, момчето од светот на бајките. Колегите од театарот за деца и младенци кој му беше и матичен и оваа година не заборавија да потсетат. Утре вечер во Центарот за култура во неговата родна Струмица, во негова чест, ќе играат за него препознатливата Убавицата и Ѕверот. Годинава имам и еден друг повод. Тоа е 300-та изведба до сега, до моментов Убавицата е изиграна 299 пати и некако сега се совпадна да отидеме на 20 февруари во Струмица и да изиграме една представа во негова чест и одлично се совпадна некако таа 300-та изведба, што е за нас многу значајно како остварување, ова ни е првата представа што е изиграна 300 пати, да ја изиграме токму во Струмица, токму на тој ден и да ја посветиме токму на Игор Маџиров. Документарниот филм Интервју за Игор, детето со црвената коса, инспириран од животот, делото и смртта на актерот Игор Маџиров, промовиран пред 3 години, а спакуван од Драган Довлев, Филип Кондовски, Олгица Поцкова, заедно со неговите колеги, пријатели и роднини, од утре ќе биде достапен за сите кои го почитуваат Маџиров. Гледам дека на Facebook некои други млади дечки се организираат и направиле некоја фан страница за Игор. Знаете, Игор во негово време беше идол на повеќето деца. Веројатно тоа се тие деца од тој период кои што се сега возрастни веќе и кои што баратаат со компјутери многу подобро од нас. И во последниве неколку години ете си направиле фан страница, се јавија деновиве, ме прашаа дали можат филмот да го стават на YouTube и да биде достапен за секој и да се гледа нормално, дека дадов зелено светло. За него и во негова чест, да се сеќаваме долго, да се сеќаваме секогаш на единствениот Игор Маџиров.